Ајде, почнемо. Океј. Почитувани присутни, медиуми, колеги, гости, добро дојдовте на денешната пресконференција на првата детска амбасада во светот Меѓеши, на која ќе ги представиме резултатите од работата на Ало Рушевко, линијата за деца и млади. Сум Елена Василева, психолог и оператор на линијата Ало Рушевко и денеска ќе бидам модератор на овој настан. Темата што не води оваа година е безбедноста на интернет и менталното здравје. Тоа се две тесно поврзани области кои беа во фокусот на нашата работа во изминатиот период. Денеска ќе слушнеме повеќе за главните проблеми со кои се соочуваат децата и младите, ќе споделиме препораки, иницијативи и активности кои ги направивме во 2024 година. Ви благодарам на сите што сте тука, бидејќи преку вашето присуство ја засилувате пораката за заштита на децата во Македонија. Да почнеме. Следниот говор е срцето на нашата работа, односно директниот контакт со децата и младите и проблемите со кои што се соочуваат и предизвиците кои што ги носат. Ќе добиете осврт за работата на линијата во 2024 година и ќе видиме со што се соочува денешната младина и како ние реагиравме на нив. Со нас е Ангела Драгоска, таа е психолог и оператор на линијата и е секојдневно дел во тие разговори. Ангела, повели. Благодарам. Добар ден на сите. Телефонската линија за деца и млади Ало Рушевко продолжи да биде клучен ресурс во давање на поддршка преку советување, разговори, лобирање и застапување. Наша главна цел е секое дете да знае дека не е само и дека неговото право да биде чуено и заштитено е реалност. Во текот на 12-месечниот период од 2024 година Ало Рушевко продолжи да функционира преку целосно дежурство, достапен 24 часа 7 дена во неделата. Ова беше возможено благодарение на тимот на Ало Рушевко, кој што е составен од оператори, волонтери, супервизор, како и од програмскиот тим на Меѓеши, кои што несебично го даваат свој придонес за поддршка на децата. Дојавите ги примаме преку 5 различни канали за комуникација, и тоа преку телефон, мејл, пошта, веб-чат, како и по просториите на Меѓеши. Според податоците на годишниот извештај, линијата обслужи 208 полици, помагајќи вкупно на 222 деца и млади лица. Според возрастната група, најмногу дојавите се однесувале на деца на возраст меѓу 7 и 9 години, од кои 108 биле машки, а 87 женски деца. Најголем број од децата, односно 210, живеат во урбана средина, а 2 имаме од рурална средина. Во однос на етничката припадност, 168 од вкупниот број на јавувачи се македонци, 16 албанска и 7 од ромска етничка припадност. Имаме и 17 јавувачи за кои што не е позната нивната етничка припадност. Во текот на постапувањето, како и давањето на поддршка, тимот на Ало Рушевко често соработуваше со центрите за социјална работа, посебно со интервентниот тим при Скопскиот центар, како и центрите од другите градови, Народниот правобранител и други чинители и организации, заради обезбедување на подобра и поефикасна поддршка на јавувачите. Од тука се дадени 151 препорака и 129 упатувања до агенциите за заштита на деца. Како и секоја година, така и оваа, дојавите се внесуваат согласно процедурите на CHI. Во овој дел јас ги презентирам главните и согледувања за работата на Ало Рушевко во однос на дојавите кои ги имаме, но за повеќе информации за останатите активности ги имате во целосниот годишен извештај кој што е поставен на веб страната на Меѓеши. Благодарам. Благодарам, Ангела, за јасната слика што ни ја даде за работата на линијата за изминатата година. Следно ќе чуеме подлабока анализа на причините за дојавите и клучните препораки. Со нас е господин Драги Змијанац, кој што е претседател и основач на првата детска амбасада во светот Меѓеши. Повели. Благодарам, Елена. Кога нештата се повторуваат,
слично со минатиот извештај, инаку СОС линијата во Бушевко постои 32 години и е единствена линија која работи 24/7. Менталното здравје со најголем број дојави, лани, односно преклани беше застапено со 70% од сите дојави, лани 74,2%. Значи, нарушено ментално здравје во пораст, со сите можни последици со кои се среќаваат децата, но најмногу што загрижува е лани имавме 3 обиди за самоубиство или биски за самоубиство, каде што ги решивме позитивно, од кои едната со брзите интервентни тимови на Центар социјална работа и МВР, полицијата, успеавме да спасиме еден детски живот, двата успешно со нашите оператори. А оваа година бројките говорат дека дојавите се зголемени само за првото тромесечие на 5 случаи плюс. Кога лани ова време говоревме исто во оваа просторија дека потребно е да се направат протоколи како институциите, стручните служби, родителите да постапуваат кога децата имаат самоубиствени мисли или обид. Е многу важно да се направат такви протоколи, немаше одзив од институциите. И ако се случи трагедија, ако не преземат ништо, тие ќе бидат и соучесници на такво нешто, затоа што стручните служби имаат потреба како да постапуваат и родителите кога децата имаат самоубиствени мисли. Ние имавме неколку тренези, обуки со професори и со дел од стручните служби, но не можеме да постигнеме 100% опатеност. Дори имаме и вебинари како да го препознават однесувањето на децата во такви ситуации, но како да се постапува, нема протокол. Мислам дека Министерството за образование и наука, Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална, односно демографија, ќе треба да преземат нешто околу ова. Сигурно може да ја контактираат и комората на психолози, таму има и стручни луѓе, и нашите СОС оператори кои денонокно работат може да им бидат подршка, затоа што е многу сериозна оваа проблематика. Те благодарам што ја истакна одговорноста која што ја имаме сите ние како возрастни, како и институциите. Во текот на 2024 година Мегаш активно работеше на превенција, на обука на нови волонтери, едукација во училиштата, како и медицинска промоција. Сега ја поканувам Маја Велковска, која е координатор на линијата Албо Бушевко и проектен менаџер, да ни ги представи актуелните активности на Мегаши, обврзани со безбедноста на интернет. Повели Маја. Добар ден на сите и од мене. Искрена благодарност за вашето присуство денес. Тука сме собрани заедно не само да исподелиме информации, туку и да поразговараме за нешто што не засега сите нам. Денес зборуваме за тема која станува се поактуелна, односно безбедноста на децата на интернет и влијанието на дигиталниот простор врз нивното ментално здравје. Во изминативе 33 години Албо Бушевко дефинитивно можеме да кажеме дека повеќе од една едноставно само телефонска линија. Таа представува еден безбеден и сигурен простор каде секој дете може да се јави со своето чувство на страв, вознемиреност, анксиозност и да го сподели тоа со нас во доверба. Така и во 2024 година продолживме да бидеме 24/7 доверлива линија, каде децата беа изслушани, поддржани, советувани, со целосно почитување на нивната анонимност, приватност и доверба. Иако не сите повици се однесуваат директно на дигиталното насилство, ние како Албо Бушевко тим се почесто забележуваме дека онлайн просторот е еден од најголемите тригери за ваквите состојби или дојави кај децата. Сведочиме на се повеќе случаи каде децата се повредуваат во себе или пак имаат предизвици во своето ментално здравје поради нека навредлива порака или коментар, или поради изолација или исклучување од некоја група за комуникација со своите врсници. Ова не се виртуелни проблеми, ова се реални проблеми со реални чувства во позадина. Тука позади секој јавување стои еден реален проблем. Иако овде денеска споделуваме статистика, децата не се вредни. Во изминатата година затоа Мегаши како организација
се повеќе го засили своето учество во иницијативите кои што имаат за цел да го направат онлайн просторот побезбеден за секое дете. Така го започнавме минатата година во септември проектот МГ-Сейфнет, кој што е под водство на Министерството за дигитална трансформација и во партнерство со бројни организации и институции од граѓанскиот, јавниот и приватниот сектор и е кофинансиран од Европската унија. Со проектот целиме да воспоставиме центар за безбеден интернет. При тој центар Албушав Хелп линијата ќе биде и официјална линија каде што може да се пријавуваат сите оние облици на дигитално насилство. Во моментов важно е да споменам дека активно работиме на усовршување на Албушав по телефонот со единствениот унифициран европски број 116-111 кој се користи исклучиво за деца и млади во криза. Поведувањето на овој број 116-111 ќе значи брз и лесен пристап до професионална поддршка, каде што секој дете кога ќе се јави од другата страна ќе го чекаат обучени стручни лица, ќе значи побрза и појака координација со институциите кои што треба да изреагираат во даден момент кога детето е во криза. Ова морам да кажам дека го правиме со значителна поддршка од Министерството за дигитална трансформација, поддршка од телекомуникацијскиот оператор АЕР и од Агенцијата за електронски комуникации. Ја користам оваа прилика да им потам голема благодарност во нив за поддршката до сегашна и поддршката во идниот период во текот на процесот. Се соочуваме и со доста дојави во делот на училишни проблеми или училишна средина, па затоа преку проектот Промоција на безбедна училишна средина, кој што е финансиран од Детската фондација Песталуци, влијаеме и активно работиме на зајакнување на капацитетите на самите стручни служби при училиштата, но и јакнење на самите родители и нивната улога во обезбедување на побезбедна училишна средина. Секако ставаме фокус на врсничката интеракција и на практикување позитивни вредности. Морам да го споменам и проектот Томас, со кој меѓаши се вклучи во напорите за унапредување на законската легислатива за препознавање и превенција на СИСАМ, односно материјали со сексуално содржина на деца. Тој проект е финансиран од Smart Balkans и напорно работиме на тоа поле. Морам да признам дека се уште имаме мал број на дојави од да речам од дигиталниот простор, што ни дава до знаење дека општествената свесност е се уште на ниско ниво, иако во моментов практикуваме доста кампањи во тој дел. Во идниот период уште поактивно ќе имаме низа на активности кои што ќе имаат за цел да ја подигнат јавната свест и да ја напредат дигиталната писменост, да речам, на сите млади, на родителите, наставниците, како да препознаат онлайн ризик, како да се справат со истиот и дека истиот може да го пријават на Албушав по телефонската линија. Треба да сме свесни дека интернетот за денешните деца не е само алатка, тој е дел од нивниот секојдневен живот и на возрастните ни останува едноставно да го направиме тој простор побезбеден. Ние и понатаму продолжуваме како меѓаши да се залагаме да направиме побезбедна и посигурна средина за секој дете во офлайн или онлайн свет. Благодарам. Ти благодарам, Маја, за важноста што ја истакна за безбедноста на интернет и важноста која што имаме ние како возрастни лица за едукација на денешната младина за што значи безбеден интернет. Само би надопълнал, пред неколку месеци станахме и членка на Центарот за безбеден интернет на Западен Балкан, Балканската мрежа, со повеќе партнерски организации од Албанија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска, така да ги следиме тие трендови на умрежување, каде што искуствата и капацитетите кои имаат другите организации ги споделуваат со нас и ние со нив. Голем е предизвикот да се обезбеди безбеден интернет, да се едуцираат децата како да се самозаштитат, да има ненаметлива родителска контрола која нема да го наметне, да ја наметне несигурноста како децата да го користат сето тоа, но и проблемите со дисперзија на компрометирачки фотографии се многу сериозно. Ние многу често соработуваме со Министерството за внатрешни работи околу компрометирачки материјали, каде бараме тие да бидат тргнати од социјалниот простор,
го користиме и копчето црвено копче во МВР, така да имаме многу интензивна соработка со одделението за порезика и криминал, сајбер на Министерството за внатрешни работи. Може прашање? Да, сега следува делот за прашања, ги поканувам сите медиуми. Благодарам. Прашањето е во врска со настанот кој што се случи во Кочани. Дали на Ало Бушавко имате побици таму и што имаше нудено ако имаше? Нашите оператори отидоа на прво сите телефони, колку бе, 7-8 телефони ги ставиме на разполагање, 7 активни линии за прва психолошка помош и нашите оператори беа во Кочани неколку пати. Може тие да кажат најдобро како искуство кој ќе Елена. Ајде, јас како... Ама само микрофон или евентуално местото да излезе. Имавме... Само секунда. Имавме повици во врска со настанот за Кочани, меѓутоа не беа од директно засегнатите, туку беа од луѓе кои што познаваат некој кој што изгубил некого во таа трагедија и беа насочени кон тоа како да им бидат поддршка на тие луѓе кои што се победени. Исто така со тимот на оператори бевме заедно во Кочани преку побората на психолози и Црвениот крст, каде што бевме директно соочени со учениците од едно средно училиште, каде што имаше починати деца, и бевме како поддршка за учениците во одделенијата, за наставниците, за тимот, за се што имаше потреба. Јас не знам за овој бројот, европски број 116.1 веќе е во функција или ќе се стави? Не, моментално сме во процес на хармонизирање. Само да ви кажам, значи ние многу години назад се залагавме да се хармонизира број. Но имаше проблем кој ќе биде мобилен оператор, кој ќе го сервисира, затоа што дојавите треба да бидат бесплатни, да не бидат на товар на дојавувача, туку да биде на товар на оператор. Нешто се смени меѓу време расположението, а и законската легислатива, да така да АЕК е многу расположен да ни помогне заедно најверојатно со А1 да биде тој број хармонизиран и да бидеме дел од таа мрежа. Инаку нам многу често ни се чудат како може вие сте се формирале 93-та, зборим за првиот СОС телефон за деца и млади, ребрендиран во Ало Бушавко, а Child Help International мрежата која ги обединува сите СОС линии се формира 10 години после нас и ние уште не можеме да се хармонизираме. Тоа говори и за нашиот системски проблем околу функционирање на вакви важни линии, но позитивните сигнали стигаат и ја мислам дека и оваа пресконференција ќе ни помогне дополнително да ги втемелиме и зацрстиме нашите позиции, дека оваа линија обстоила благодарение пред се на волонтерите, операторите и на Мегеши како организација која многу често и самата со своји извори го помагала линијата да си го најде своето место, како важна служба која ќе биде и за помош и за поддршка и за советување и насочување, но да не заборавиме, Ало Бушавко и извештаите нам ни служат и за индикатори кои го дефинираме извештај за Комитетот за правата на дете во Женева. Ние точно знаеме изворно со какви проблеми се среќаваат децата. Нема импровизација околу тоа. И кога даваме препораки до комитетот има обврска да побара државата да почитува елементарните права на деца и да даде точни насоки што треба да се подобри. За да се хармонизира Ало Бушавко имаше многу одамна препорака од комитетот, но знаете како фокусот на децата во нашата држава, во Македонија, е само на 20 ноември, кога е Светски ден на детето и кога на тој ден политичарите многу љубат и сакаат да се сликаат и узурпираат дори правото и на тој ден децата да го искажат своето мислење. Инаку два пати до сега сме доставували извештај подготвен и од страна на децата, не само од коалицијата на
невладени организации за правата на детето и тоа е уникатен начин како детската амбасада Негеше успева да ги вкради не само детското учество, туку и мислењето на децата да биде презентирано пред комитетот. Првиот пат беше во живо во Женева, а вториот пат за време на ковидот онлайн средба има децата со членовите на комитетот и тие точно ги знаат состојбите во државата. Кога ќе се стави во функција овој број, Ало Бушавко нема да постои веќе или? Ало Бушавко е сервис. Само бројот се менува. Бројот се менува. Ако може само нешто да додадам, дека ставивме во контакт со дежурната операторка, ставаме збор за тежок случај, на кој во неколку наврати разговара со истиот случај и така натаму комплицирана, не би сакаме бидејќи анонимно. Само да знаете дека Дека може да се јави. на вистина работи телефонот 24/7. Да, Верувајте дека е така. Не е како многу други работи во нашата држава. Да искористиме при тоа прилика и охрабриме сите деца и млади кои може би ќе го гледаат ова, да се јават на телефонскиот број 070 396 42. Додека не го хармонизираме број. Додека не го хармонизираме и ве молам да откривате било какви онлайн ризици или гледате дигитално насилство, слободно да го пријавите кај нас. Секако го добро да се Ето. Океј, толку. Ви благодариме на присуството. Вообичајно сте одлични, денеска бевте за нијанса подобри. Пошто ми собрав ја, попа. Најзашто е